не изигра во делот за локален еколошки инспектор и тоа пар екселанс, се изигра себе си и на крај го предадува Велес. После се и после 3 годишна дистанца, на крајот видовме мое видување зошто локален еколошки инспектор, заради тоа што тој ќе ги има најголемите ингеренции, едно од најплатените функции во општината и едно од најнеблагодарните функции, или во превод треба да почне да казнува и да затвора фирми кои загадуваат, а најголем дел од тие фирми се финансиери на двете најголеми партии. И толкому мислам дека генезата на проблемот лежи во тоа. И мора да раскрстите со тој момент политичките партии ќе се поврзат со бизнис секторот на погрешен начин. Ние наместо да правиме прогрес во екологијата, не правиме регрес. Значи од град кој што до 2020 имаше еколошки инспектор, и наместо да правиме прогрес, ние веќе 5 година сме без локален еколошки инспектор. Значи ние одиме со гигантски чекори назад во поглед на животната средина и еве гледаме. Само 5 години без локален еколошки инспектор ни се случи Езеро Младост, ни се случи Бабуна, ни се случи Тополка. Сите водни ресурси и сите екосистеми отидоа урбан.